овој пат ќе започнам с еден пост на Facebook од нашите браќа Срби, а по повод фудбалскиот надпревар со Германија. Гласи нешто вака: овие македонциве како да полудеа откако им ја легализираа марихуаната. Играат бре фудбал како бразилци. Не знам јас дали од тоа или од долгогодишната макотрпна работа на оваа генерација фудбалери и секако умешноста на селекторот, ама во наше име искрено честитам за победата против големата Германија со 2:1. Браво, дечки, браво, така се игра, браво. Сега како што е редот, јас да им возвратам на браќата Срби и секако да им се заблагодарам за масовната вакцинација минатиот викенд и да нагласам дека кај поголемиот дел македонци откако ја примија вакцината во Србија, одеднаш им се зголемил патриотизмот и велат наводно не заминале, туку заминале на Косово со парола "Косово е Србија". Така треба машки, патриотски. А инаку и кај жените што ја примија истата вакцина, веќе се појавија и првите симптоми. Уста не затвориле од Белград до Скопје. А кога влегле во автобусот за да се вратат назад, виделе се мажи. Место нема, полн автобус. И една рекла: "Добро бе, овде нема ли кавалери?" Има кавалери, рекол едниот од мажите. Кавалери има, ама место нема, место. Јас имам нешто и за црногорците. Дознав дека кај нив глаголот радити се пишува одвоено. Ради ти. Па така и за вакцината. Рекоа на виести: "Добро е примити." Па тие, стравувајќи за себе, ни рекоа на нас македонците: "Прими ти." И нашиве, како наши, веднаш се залетаа како кога Lidl се отвараше. Само да е ефтино, а гратис. Гратис обожаваат. И болест да е, само гратис да е. И се вратиле потоа нашиве дома, нормално, гладни, од ефира попат нема, сендвичи такви работи, никако. И веднаш домче прашале: "Има ли нешто за ручек?" "Има, велит." "Граф." Граф. Па нема ли нешто друго? Ајде бе, седи и јади ако јадеш. Не ти ова вакцина во Србија па да бираш. Милевски се јави. Навистина се јави. Да, се јави. Иако многу малку се појавува на некои места, освен како приврзок, нели, а клучот се знае од кај. Асоциација еве нека биде сино-жолт. Затоа и се појави, да ги оправда и да каже дека премногу непотребно имало критика за оној што беше во Мексико и оние што возеа мотори. Да, оти тие и во болница да биле, пак исто ќе било и ништо не ќе се сменело. Идат локални избори, тоа е тоа. Мора приврзокот да си најде нешто за што ќе се прикачи. Јас со такви како него, кога идат избори, врата влезни никако не отварам. Никако. Па страф ми е и ходникот да не ми го асфалтираат. А вие слободно отворете вратиот и со смеа и добро ќе ви се врати. Преку сето она што ќе го видите и денеска во Нема љутиш. Ти ќути, ода нека вика, и тако за едно 10 дана ќе пројде. Бабо, ти кад си се родила? Баба се врча, гледа го вика, дедо ти като мре. Бабо, оте ме промаја овие 3 дана и почнава ноге да ми дзебев. Па тај дзибрина се префрли на половину и стресе ми се снага. Не бе, бате, да ти кажу дека се степамо со столета. Па стварно срам да ви бе. Заедно да едете и да пиете бе и да се степате бе. Па она со тие 300 евра бе ќе отиде негде да се шета, а на мене тој ќе ми биде најубав поклон за роѓена. Леле. Што значеше кад те еде лева рука? Оној кад те чеша без... Значи ќе зимаш некои паре. Во животот променив многу работи. Дома променив се. Го сменив работното место. Го променив најдобриот другар затоа што сватив дека тоа никогаш и не бил. Ги бенував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската.
И сега кога ќе помислам, постојано менува все. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. Потврдено од семејствата во Македонија. 30 години кватро. Квалитет кој не се менува. Млечените производи на Бучан Козјак сега препорачани од Сдружение на педиатри на Македонија. Бучан Козјак, следете линката. Имате малку простор? Со Торе Смарт Меликони можете лесно да ги споите машините за перење и сушење со универзалната кит преграда. Смарт верзијата има полица на извлекување со 8 заштитни подложки и 6 метри ремен за сигурност. Компатибилен е за сите стандардни и слим машини. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вам ви се достапни во Нептун и Сетек. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ290. Премиум грижа за вашето тело. Ленино од Арис. Толку добар, што и Пинокио би сакал да го има. Бата Стојко, и закажувати од преска. Најважно е да се слуша в стари људи. Постари мора да се слуша. Јас сам га, татка ми многу слуша. За све. Да. И ја га мојага татка послуша еден пут и још ден денеска се кај. Дебре, бата Стојко, што га послуша? Вика, синко, немој да взимаш жена од град. Тој е слабо, штилјаво, неухранjeno, слабокрвно, не може да работи по куќу. И јас стварно доведу си жена од село. Здрава и едра, едни црвени образи од њума. Па добро тој, бата Стојко, добро. Добро. Абе, прв вечер после свадбу мора да ги викам татата прво, да го обаѓимо. Не се дава. Тој на почеток, бата Стојко, док свикне она. Кад се опушти после она сама ќе те обаља, бре. Опушти се она многу брзо, а и што ме обаља мене, почна да не тепа си по куќу, ставре. Да ве тепа? Па још ли ве тепа, бре, бата Стојко? Не тепа више, мене посебно не. Стари смо, сак се само расправља. А расправljate се? Ту и ја ќе ти кажу како да поступиш. Слушај ме пажливо. Многу важно е у момент на расправљање да сватиш дека ти треба да ќутиш само и да бидеш крив. А не упушти го, бре, нек вика. Она може да си вика и сама на себе. Са зданови може да си вика сама на себе. Ти ќути, она нека вика. Ти ќути, она нека вика и тако и за едно 10 дана ќе пројде. Да. Сак има и друга една опција и варијанта. Која? Па, да земеш да се укочиш. Да се правиш мртав, дека се умреја. Добро, и тој ќе биде еден ден, не дека нема. Јас знаеш што мислам. Што? Ја мислам на нас мужи. Треба да се даде борачка пензија ако имамо 30 и повише године стаж у брак. Ја овој моју ќе оставу. Доста. Многу ми досаѓа ноќе, батко ставре. Како ти вре досаѓа, бата Стојко? Она кој ли, Не, бе, ставре, легнемо у 10. У 11 ме бута у ребра, вика Стојко, стани заклади тај огањ смрзна. Стану закладу огањ, туру некој дрвце, ситно, едно крупно, да има. У 12 па ме бута у ребра. Отвори прозор, сув ваздух, вика, нека циркулира. Стану, отвору прозор да циркулира ваздух. У 12 па ме бута, се клетми и почне да се соблача. Не е тој што мислиш, све дупло облекла.
калакопке се облече, лече вунjeno се облече дозгор. Цел ноќ не ме оставја да спiju, Па добро, ма. Не знам, викаш да се оставиш. Па што ги работиш, бре, без жено, бата Стојко? Како бе, без жено, кој кажа ке остану без жено? Па- Ке си земо младо, бре, 25-6 години. Ту, бре, бата Стојко, па што ги го работиш, бре? Ја ништо, ке пушту пред 10, пред полициски сад, да искочи. Една викендица, друга викендица, док се врати са бајле 5. Ја ке сам сират, ке си спију. Па добро да ти кажу право, убаво си го размислија. Ха, море убаво. Свака ти час, бре, бата Стојко, а си го решија. Ал да ти. Субота навечер, татко и мајка отише на гости. Нормална субота. Останале дома бабичка и унука, 2-13 години. Тинејџерка. Бабичка покојно нешто мува. Унука, а у едну собу, а у другу собу улегне куде бабичка којно. Вика, бабо, те праша нешто, вика, чекај малко, вика, само да извада овој од рерно, вика, ставља горе на шпорет, вика, кажи сак. Бабо, ти кад си се родила? Баба се обрќа, гледа го, вика, дедо ти като мре. Бабо, ма. Добро, шалу се. Кажи, што сакаш? Бабо, ти пошто одамна си се родила. Нели ти знаеш што е тој љубов? Баба го гледа трепка. Што е тој љубов, бабо? Љубов? Гледа, синче. Значи, љубов, тој ти е кад ти гледаш, па он гледа. Па ти гледаш, па он гледа. Па ти гледаш, па он гледа. Па жена му гледа. Редња. Сваку зиму, моју бабу Јорданку такву, болешливу, ќе го фатеше, како викаше она, некоја пипка. Ја како малечак висеше куде ујка и куде ујно, нормално и куде бабу, пошто она живеше со нима. И присуствуваше на објаснување на бабу на поставено прашање што ти е сакот, што си болна. Баба викаше, па кивам, а кад кашлям, изрову ги очи и мрсољи ми течев. Уте па ме промаја овие 3 дана и почнава ноге да ми дзебев. Па тај дзибрина се префрди на половину и стресе ми се снага. У груди, кад ми се стужи, уздригну, и ако не стисну ке подаду. А пуна куќа људи, срамота. Ништо страшно, вика ујко. Грип. Не грип, вика баба. Он проваѓа за 7 дана од апчиња, а за неделju без лекови. Овој мора да е оној друго. Кој е друго, вика ујко? Како кој е друго? Па редња. Доваѓа командир и двојица полицајци. Господине командире, изволте, ми смо на место на злочин. Добро, и каква е работа? Што каква е работа? Жена утепала мужа. 12 уводни ране, 2 прострелни ране, тело полузапалено и без глав. Бре, и кажали зашто се тој? Зашто? Одија по паркет, само што би избришан још би е мокар. И обсистили го? Не смо још. Зашто бе? Па чекаво да се суши паркет, командире. Бате, туди си бе, још. Туј сам. Па куде си бе, бате? О, џаболе, барошу, куде сам на работу нормално. Ти куде да губиш? Ба бе смо за столето у кафану, бе, бате. Па многу убаво. За тој ли ми се яви да се пофалиш?
Не бе, бате, да ти кажу дека се степамо со столета. Па стварно срам да ви е. Заедно да едете и да пиете, бе, и да се степате. Убави. Абе, не меѓу себе, бате. Ја и столе се степамо седи дечки и те пасване, бе, бате. Како бе те пасва? Тако е многу лако да видиш, бате, многу лако да сте паса. Чекај. Колцина бева? Они ли? Они двојица бесва, ја и столе сами, бе, бате. Ај не ме задржуј, на телефон више имам си работа. Кад ќе дојду дома, така разговараме у 4 очи. Бате, чекај, што да ти кажу само. Нема да може изгледа да разговараме у 4 очи. Ке мора у 3 очи, пошто едно скрос ми е затворено, бате. Мене и вчера ми беше роѓендан. Фала пуно. А поклон? А ке ga приму после. Добро. Мислу, прашую куде? Тамо, од позади ке ga приму после. Кад ќе завршу с работа. Добро, само да знаете тако, јас се многу се радую на поклони, посебно за роѓендан. И жена ми вика, дозе, ете и ја ти зема нешто за роѓендан. Вреј, што сам се израдуваја. Абе, жена бе, па и она да ми земе нешто. И цел, такој радосам, викам, а што ми зема бе, злато? Досе, за роѓендан ја ти зема 300 евро од новчаник. Прво, изнервира се такој пред њума, како што е ред, нели? Па после она кад искочи. Што сам се израдуваја, бре! Текнам, па она со тие 300 евра бе ќе отиде негде да се шета, а на мене тој ќе ми биде најубав поклон за роѓендан. Леле, 3 дена без жена, бе, можете ли да замислите? А тате ми вика, досе, синко, ако најде да шета, ти пази малко. Ако жена изгледа такој послаби од мушки, боже, не знаем ништо. Они су ти поопасни. Свака жена е безпомошна. Све док не му си суши лак за ногти. А после си го нафркнаја. Ако го издервираш, жен, може да те прати у ѓавола и като отвориш врата тамо, да те дочека. Сега добро, не су си лоши жене, има и добри жене. Вика тате, још вика. Например, добра жена увек ќе те опрости кад не е управо. Увек. Тоа е тачно, тате. Тачно. Много си погодија. И мојата е добра, много е добра. Од што често ми простуе, кад не е управо, ми се чини, од то ја проси остана. Што знам, бе, тате, просто, ете, некако, тако се осеќам. Газда! Колко ја газа толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малку. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде? Било од куде, не е важно. И ќе земеш едно 50 метра кабел. Било од куде? Како бе од било куде? Не од било куде, па се струи ли да те утепа? Од кабел кој ќе земеш. Ај, мајсторе. Мајсторе. Од кабелко. Од кабелко, ама дебелко. Глеј. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Мајсторе, свети унутре, Во комплекс Етно село. Тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа.
Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни. Ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри на свој начин. Арис де Грас, сега во 2 нови верзии, под контрола на италијански технолози. Турска серија Залепена мајка до телевизор, не ни синхронизирав сега, нема тој титловање, да чуе поубаво. Како они тој ги изглумив глумци. Значи, пажњаво е све на куде телевизор. Да се испрати серија како што треба, улаза синче тамо, овој нега ни приметуе. Вика, мамо, она вика, да, па на куде серију, на куде телевизор. Мамо, да те прашам нешто, да, мамо, тестирање имамо по географију, вика синче тамо. Да, па у серију, гледа. Географија, мамо, да, праша е слободно. У серију, ке се земев, не се зимав. Ке се земев, не се зимав. Мамо, колко пола има? Ова вика, мушки и женски. Мамо, географија, колко пола има? Она вика, северан и јужан. Мамо, овај, па гледа на кој телевизор. Мамо, да те прашам. Прашај де, куде е Португалија? Вика дете. До Шпанију. Гледа во телевизор. Мамо, па дете. Мамо, Бермуде, треќа фиока од десну страну у регал. Ке се земев. Не се зимав. Ке се земев, не се зимав. Текнами, бе ти ги знаеш тие дети. Што значеше кога те еде лева рука? Оној кога те чеша без... Значи ке зимаш некои паре. Ке зимам? Па тој добро бе, супер. Значи вода те чеша лева рука. Нема па те зачеш. А десна рука кога те чеш? Ти знаеш десна рука за што служи? Па и тој убаво ондак. Јас само ги се чешам. Шалу се бе. С краја да е тој значи ке даваш некои пари. Ту. Ајде бе, ке давам паре. Од куде ти па тој? Од куде ми па на мене паре да давам? Паре да давам. Мајко, а уво ако те зачеша, кога те фати брз да те чеш. Тој значи ке пада киша. Ја па чадър не понесе, бе. Мајко, киш. А лева нога, рука те праша, лева нога било куде да те чеш. Од доле до горе, пример, некад. А ти да земеш да се избањаш? А ти знаеш ли, ако се зачешаш куде не те еде, од што ти е? Од што? Од што си изеја некој стап у грб. Бре, што е овај нервоза? Па за другара прашуј, бе, што си одма нервозан? Не сам одма нервозан. Јас сам нервозан едну неделју, идјут. Што е сак? Ти му викај не е од Ц ком па. Па, добро бе од порано, што е? Онај мојата не ми збори едну неделју. 7 дена уста не е отворила, ќе го остав. Нему да си го остављај никако. Жив ти се, бе, куде ќе најдеш такву? Леле, па тој благодет, бе. Да не ти збори, жена 7 дена. Леле, јас си најду некој такву, све љута нека ми е и нека не ми збори. Ти па ќе ми кажеш на мене, разведен, ти не си оженет? Па добро, не можемо сак сви мужи да бидеме оженети. Мора да има и среќни. Виду, цела среќа од овој свет, све у тебе. Добро ден, не сам добија на лото, не дека е цела среќа, ама сам па да си женен, па... Јас сам више избравија, бе. Како е тој да си женет, а? Што пали за другара, прашуеш? Де бе, мајко му бе, де бе, што си толку нервозан? Ово е све или женето или брљиво, мајко. Што викаш? Викам за другара. Тој што ти викаше прегеска, исто ти викам сега. Тој.
Последното нешто што одекна минатата недела и го пренесоа скоро сите душебрижни медиуми и портали. Велам портали и нагласувам затоа што тешко дека сите портали можат да се сметаат и за медиуми. Значи, веста е тоа дека Игор Джамбазов, имено како и многумина други, има земено кредит од неодамна пропаднатата банка и безмалку го направија човекот криминалец. Но тој не остана должен, не дека никогаш не бил, ама секогаш се одолжил, нели? Значи, не остана должен, потенцирам, и се огласи на Facebook на свој начин, секако за да ги упати сите тие онаму кај што им е и местото. Па затоа, еви, јас сега ќе му се обратам директно нему. Абе, другарче, си имал, значи, кредит, а? А ме лажеш дека не можеш да ми се јавиш на телефон, а? Со месеци се немаме чуено. Знаеш што? Ке ме налутиш, па ќе ти дојдам таму кај што си, оти знам кај си. И ќе мораш со месеци да ме чуваш кој што тебе те чува едно време. И треба да го чуваме, бе. Еден е, Затоа, немојте да се клошарите и немојте да оговарате. Немојте. Тој што има преживеано за еден живот, таквите како вас не може да доживеат па ни 10 животи да живеат. Тие, таквите, знам јас, не можат ниту на оваа да се насмеат, ама сите други можат и се смеат, па затоа и ке не чекаат. Тука да, и следниот викенд. Чао на сите. Кажи акција, бре. Кажи акција, бре. Куде застана? Свака жена е безпоможна. Безпоможна, бе. Па дали е това можна да направам таква грешка пред краја? А на мене тој ќе ми биде најумав поклон за роѓена. Бре, леле, ама сам се удрија! Јас имам. Што имам, јас, бе? Имам што немам. Имам, ама немам. Последното нешто што одекна... Ко ти реко акција? Па после, кад си искочи она, замисли се. Што се замислуваш, бе? Не треба се замислуваш, него само треба да идеш по текст како што си го напишае. Што се замислуваш?